Цивил медија. Кажи ми како помина 2018 година? Што се промени, кои промени ги добивме, а што изгубивме во 2018 на политички и општествен план? 2018 со еден збор би ја опишал како парадоксално. Значи, декларативно работите звучеа поинаку, во пракса сосема поинаку. Имено, нели се започна иницијатива за градење на едно општество за сите. Меѓутоа продолжи да се бутка етничката агенда и поради тоа ја нарекувам 2018 парадоксална, бидејќи се сведе на политизирање, на пазарење и на градење поддршка за одредени реформи и промени, како например уставните измени. Како припадник на ромската етничка заедница, не сум баш задоволен од тоа што се случуваше во 2018, бидејќи не добивме многу во внимание и во учеството во однос на процесите кои што се одвиваат во државата. Исто така, и буџетот кога се усвојуваше, имено нели Министерството за труд и социјална политика заедно со министерот без ресор одговорен за стратегијата за роми, од владата беа одвоени многу малку средства, иако беа побарани повеќе. Политичарите вамо се фалат колку нови градинки били изградени, колку градинки били реновирани, додека пак за градинката во Шуторизари, која што до темел изгоре, мораше да се бараат меѓународни средства од меѓународни донатори, за истата да почне да се гради од почеток. Започна иницијативата за формирање на стратегијата за едно општество за сите, меѓутоа и во самите работни групи се гледа дека Македонија е се уште далеку од тоа. Мислам, мене лично ми се допаѓа таа идеја и во цела таа иницијатива гледам можност преку таа стратегија да се даде приоритет на позагрозените групи, за да се постигне иста стартна позиција со попривилегираните, условно кажано, и тогаш да зборуваме дека сме почнале да градиме едно општество за сите, а не да се сведе, за жал, на тоа се сведува, нели, на бројот на потенцијални гласачи, бројот на парламентарци и така натаму. Истиот тренд очекувам да продолжи годинава, затоа што помалите заедници во Македонија не се доволно гласни. Тоа важи и за мене. Не сме доволно гласни, а од друга страна и самите обликувачи на јавното мислење пред се медиумите не даваат можност на помалите заедници да добијат време во тие медиуми, за да ги споделат своите ставови и маки. И имено се зборува за нееднаквиот економски раст по региони и ни беше дадена споредба, зборувам за еден состанок во влада, ни беше дадена споредба помеѓу североисточниот регион на Македонија и Скопскиот регион. И колкава е разликата во економскиот раст во тие два региони. Североисточниот регион од 1000 евра бруто домашен производ, додека пак Скопскиот со 9000 евра бруто домашен производ. Потоа интервенцијата беше, всушност, ако влеземе и во Скопскиот регион, во која што влегува, нели, и општина Шуторизари како единствена општина во Македонија во која што мнозинството од граѓаните се од ромска етничка припадност, ќе испадне дека многу помал е економскиот раст таму,
практично никако, бидејќи нема предпријатија. За разлика од општините како што се Центар, Аеродром, Карпош и така натаму. Мислам дека крајно време е за политичките елити да превземат чекори за овие позагрозените заедници. И не мислам само на ромите. Мислам на сите оние подгрупи, условно кажено заедници под 20%. Меѓутоа можеме да направиме и поинакви групирања, сиромашни и богати, финансиски постабилни. Може да се направи квалификација вработени и невработени. Меѓутоа и во тоа кога влегуваме, ќе видиме дека сепак гапот е многу поголем меѓу ромската заедница и останатите заедници. Тоа не е во интерес на државата. Значи на Македонија и за доброто на Македонија треба да се инвестира многу повеќе во оние кои што се подолу во општествената пирамида, за да ја постигнат таа позиција исто како останатите, за да може државата така да оди напред. Затоа што се додека се фокусираме на исполнување на критериуми за пристап до Европската Унија и до НАТО и секакви други алијанси, при тоа забораваме на реалните потреби и проблеми, предизвици со кои што се соочуваат граѓаните во оваа земја, ние сме само во илузија дека напредуваме. И се надевам дека во 2019 конечно ќе се превземат поконкретни чекори за унапредување на статусот на позагрозените заедници во Македонија, за да можеме тогаш сите заедно да го градиме едното општество за сите. Колку е возможно тоа да се постигне за една година, перспективно гледано? Кои се тие некои помали чекори што можат да придонесат да се мрне од мртва точка? За почеток би рекол вработување на групите кои што имаат помала застапеност во јавните институции, поголема алокација на средства за унапредување на статусот на таквите заедници. И се сведува на тоа. Значи имаме добри политики, имаме стратегии, препораки и така натаму, меѓутоа треба да се вложи и треба нивно имплементирање. За една година не може да се случат чуда, меѓутоа нека 2019 биде тест година, каде што ќе се покаже дека навистина работите отишле на подобро. Цивил медија